Господин Димовски, не сме далеко. Ако ја ставиме одговорноста заедно во оваа целата дебата. 25 години. Сите сакале да се обидат. Да го направат исчекорат. Не е направен. Изгубивме генерации не само дома. И таму македонци се родиле и се пораснале и остарале чекајќи матична земја нешто да направи. Не направила ништо Македонија до сега за нив. И дај да видиме, може поинаку ќе направиме. Ако побараме, може и ќе се учи македонски јазик во прво оделение, тие што ќе имат опција да изберат. Ама тоа е возможно низ пријателство. Зборуваме за наши иселеници и наши македонци родени, не само во Грција и Бугарија, родени во Австралија, родени во Америка, родени во Германија, било каде. И токму тоа е различен вид на наши луѓе таму. И сега, што сме направиле за овие или за оние, другите, без разлика по кој основ се македонци? Дај да видиме неспријателството, може би ќе направиме нешто повеќе. До сега, иако македонскиот јазик е признаен од 77 година и прифатен во Обединетите нации, вклучително и со Грција, ни стига извештаите од Европска унија, вашиот народ, вашиот јазик не се употребуваше, оти немаше да гласат сите во парламент или на комисија освојувајќи извештаи. Понижувањето беше постојно. Фиром бевме за сите. До сега, дури и многу често за оние кои што не признали. Дај да го направиме квантниот скок. Вредно е тоа. Дај да го зацврстиме. Дајте контра предлог. Да го фиксираме. Извинете, председател. Благодарам, господин Стилковиќ. Позитивно го сваќам ова целото, ќе се обидам во ова една минута. Разговарав со опозицијата, со лидерот на опозицијата. Цело време. Како да направивме чекор? Информирав, разговарав. Да, во одредени моменти повеќе не се согласувавме. Но и опозицијата таму не беше поинако вклучена од грчка страна. Како што било. Некој носи одговорноста за целиот одлучувачки процес. Референдумското повикување, еве да го разјасним. Уште еднаш ќе го кажам тоа што сум го кажал. Во Уставот стои, одлуката се смета за донесена двата услови, ако се кумулативно исполнени, не се исполнети. Значи, одлуката не е донесена. И ние го баравме тој дел во договорот да биде влезено заради тоа што изворно вие и вашата коалиција уште од 2005-6 година го вградивте внатре. Ние од 2011 се приклучивме внатре. Но самиот референдум, кога одлуката не е донесена, прашањето е што после тоа? Што правиме после тоа? Еве не, институциите се исправени. Тие, затоа одлучивме за консултативен референдум. За да тие што се подготвени за одлука, излезат и кажат. За да тие што имат информации, излезат и кажат. Тие што им е тешко, не сакат, не излегуват и не кажуваат. Од тој аспект, сите знаеме и што е правно формално, но што правиме со државата? Што правиме со едината? Премиер. Стевен Анџија, внимателно слушам, се трудам да разбирам ставови, суштини, содржини, причини, се. И секако тоа и мене ми е разбирливо, верувам и најголем број на граѓаните. Но она кое што не може и вас да не ви тежи, дали со одлуката против? Прво, и трошиме на Македонија дополнително 2-3 месеци со избори, заради тоа што ако гласаме против и нема двотретини, не може да оставиме државата во лимбо ситуација, така? И ќе мора некако да се носат следни чекори и одлуки, тоа треба заедно да го носиме, нема како поинако. Ќе истрошиме одреден временски период, се заради таа пуста заедничка цел, што е убава цел, Европската унија и НАТО. Не случајно од самостојноста се наши цели. Која е леснотијата? Да така лесно ја преземеме одговорност. Да ја блокираме Македонија за Европската унија и НАТО, само заради тоа што имаме допрецизирање на нашето име, на нашата земја. Македонија останува. Допрецизирано е. Знаеме дека има и Егејска Македонија, и Пиринска Македонија, тие се дел од Грција и од Бугарија. Немаме таму аспирации, не би требало од 21 век да имаме аспирации. Само заради тоа. Затоа што си играме играчки на крајот ако веруваме дека ќе има можност за да се допреговара или репреговара. Дека може да се постигне подобар договор. Воопшто нема да има друг договор. И тешко е прашањето. Има цена. Боли кај вас, боли и кај нас, боли и кај сите. Прашањето дали се издегнуваме над одговорност. Затоа сите политичари и политички партии од самостојноста на Македонија се за Европската унија и НАТО. Затоа што со нив доаѓаат вредностите овде. Затоа што со нив доаѓа владење на правото и сервисна професионална ориентација на администрацијата. Затоа што доаѓа
сериозна перспектива која што ќе ни биде гаранција дека тука ќе ни остане народот наш, дека нема да замине. Самиот моментум на непоминување. Сите знаеме какво влијание ќе има и врз економија, и врз перцепција на граѓаните и слично, димензионирајќи го нивниот живот и животот на нашата земја. Јас ве уверувам, повеќе од 25 пратеници од опозицијата има, кои што се свесни за таа одговорност и се подготвени да преземат одговорност. Никој од нив поединечно. И не треба поединечно. Треба да им создадеме амбиент. Вие пред се и ние, сите заедно. Заради ваквата одговорност. На крајот, актот на гласање ќе се случи. И тоа ќе го покаже целото. Но, сериозна е одговорноста пред која што сме исправени. И таа одговорност ќе треба да се ја носиме и со неа да живееме. Еве јас донесов одлуки и презедов одговорност. И јас сум спремен да живеам вака или онака со таа одговорност. Благодарам. Но лидерите и политичарите, граѓаните ги бират да носат одлуки и во нивно име. Заради тоа што граѓаните секогаш не се до крај подготвени или не сакат да ги носат одлуките. Затоа бират парламент. Благодарам. Затоа бират премиери, министри и слично. Треба да донесеме одлуки.